Редовна терапија и трајно решение на проблемот со набавката на лекови. Од пред Министерството за здравство побараа онколошки пациенти. Иако од вчера почнала да пристигнува дел од терапијата за рак на дојка и на дебело црево која ја немаше изминатиот период, од Сдруженијето Хема-Онко инсистираат во иднина тешко болните да не стравуваат и да не се доведуваат во неизвестност дали ќе добијат цитостатици, зашто ваквите ситуации се случуваат со години без разлика кој е министер. И доколку проблемот не се надмине и за еден месец имаме повторно ваков застој од недела дена, од 5 дена, од 10 дена, во тој случај доколку не се каже точно кој добавуваче проблемот, бидејќи во последно време слушаме дека се добавувачите проблем, ќе се распоредиме пред сите институции. Што значи, ќе не има пред влада, пред министерство, пред онкологија, ќе не има сегдека и ќе не има пред сите дистрибутери, или воспротивно, да знаеме кои се дистрибутерите кои што прават проблеми, да бидеме кај нив и за да можеме и со нив да разговараме, да ни кажат кои се проблемите со кои што можеби тие се соочуваат, за пациентите на онкологија да добиваат навремена терапија. Од Хема-Онко побараа и долгорочни системски решенија во борбата против ракот, да се стави поголем акцент на превенцијата и онколошките пациенти да не се користат во дневно политички препукувања. По завршување на изјавата тие беа примени од заменик министерот за здравство. На средбата ги посочиле децениските проблеми со кои се соочуваат. Беше разгледана и состојбата со онколошката терапија, како и мерките што се преземаат за надминување на долгогодишните предизвици со кои се соочуваат пациентите. Беше посочено дека е обезбедено рекордно зголемување на буџетот за онкологија и дека се работи на подобрување на достапноста и континуитетот на терапијата, соопшти од Министерството. Од Клиниката за онкологија пак информираат дека краткотрајното доцнење на испораката на мал дел од препаратите, кои се на позитивната листа, било поради објективни причини, меѓу кои зголемен број на пациенти меѓу две набавки, како и недостиг кај дистрибутерите. Од установата нагласуваат дека во ниту еден момент не било доведено во прашање континуитетот и квалитетот на лекувањето на пациентите. Александар Динев, Сител телевизија.